Прометот од пазар до пазар се намалува, велат сточарите кои денеска имаа сиромашен пазарен ден во Облешево. Дали во прашање е намалената куповна моќ на граѓаните или нешто друго? Главно добитокот се потешко се продава, иако цените се или пониски или на ниво од минатите години. Одгледувачите на крупен добиток велат дека иако телињата паднаа на 110 денари за килограм жива мера и цената е неисплатлива, нема заинтересирани купувачи. Телињата скоро ништо не се движат, ни питуваат. 110, 120 тук, највеќе. Ама тешко одат. Најке не зимат. Те од Штибгудан се тука. Ишо са од документот што даде и тоа нема да поклопе трошкот. Па да е 110, 120, ајде нека зима, не зимат. Не зимат. Моле ми да крај некит. Не зимат, што колку џаби го даваш, не зимат. Некит не ода. Никако не ода цената. Ја давам 105 динара, 3 комада, не го зимат. За никаде оваа држава. Да ти кажам вистина. Никаква мерка нема. Како ќе чуваме стока, не се сплаќа храната што даваме. И овие да продавам и не чувам више. Не се во подобра позиција ниту одгледувачите на овци и кози, бидејќи ниска цена држат јагнињата и јарињата. Тие денеска се нудеа по 130 до 140 денари за килограм жива мера, меѓутоа се продадоа од 2,5 од понудените. 130 денара жива мера. Не е сплатливо, трошката са големи. Додека го гледаш, а купуваш храна, чуваш ја козата, гледаш од 2 месеца. За да се постигне таа цена, ја тража 130, тука дава 120, некој дава 110, меѓутоа на мене се да исплати, не го давам за таа цена. Источарите се засегнати од актуелната политичка ситуација во државата, бидејќи не знаат каква стратегија да планираат за ова и за наредните години. Субвенциите или доцнат или воопшто не се исплаќаат. Како стојат работите, може да се случи општините да не функционираат се до локалните избори, што ќе блокира многу активности во повеќе сегменти.